пам, пам, парам, пам, пам. Лука, види? Какви се линијата убави? Прекрасни. Ние дури ја чекаме нашата следна учителка. Ми текна една работа што зборуваат учителките за цвеќињата кои што ја навестуваат пролета и мене ми текна на една изрека кој што ја кажал, не знам кој, ама бил мудар човек, рекол дека на цвеќињата им треба сонцето, на луѓето им требаат пријателите. Пријателите, така, јас ја знам оваа изрека. Еве и нашата учителка. Здраво, бум, бум. Јас имам други поздрави. Здраво, учителке. Здраво, дечиња. Јас сум оделенски наставник Катерина Младеновска од Основното училиште Njegош во Јурумлери, тоа е општина Газибаба. Многу ми е драго и многу ми е чест и задоволство денес да се дружам со вас. И нас ни е исто многу драго. Така? Извини што те прекинав. Не, Лука, слободно. Така. Што ќе учиме денес? Денес ќе учиме општество, бидејќи сте првачиња, бидејќи сте многу малецки се уште. Се надевам дека не знаете некои работи како се користеле порано во минатото, а како се користат денес. Па, ќе ни научите? Па ќе ве научам Јас секако. многу сакам да знам. Се разбира. Не знаете, дали знаете каква облека носеле нашите порано, каква облека носеле? Дали имале вакви чорапи порано да носат? Па не, немале вакви. Не. Дали имале вакви Деди капчиња кога славеле родендени? Веројатно не. Така. Денес можеме да погледнеме. Ке пуштите вие или да ви помогнеме ние, учителка? Ајде. Тесто. Вака. Ке одиме, еве овде. Може да ни кажете само традицијата? Минатото и сегашноста. Минатото и сегашноста. Само свртете се на кај камерата повеќе. Верете. Не сака да ни се отвори на учителки. Еве го. Еве ги старите градби. Еве денес како изгледа еден модерен дом. Така? Требаше да ги позираме. Еве Добро. Еве една мајка со дете, како изгледала во минатото, како го носеле на грб. Така, еве ги денешните мајки, значи Мајката во минатото е облечена во народна носија, во народна така? носија, токму така, браво. Како во ранец да го носите детето. Ова го имам видено во музеј. Нормално. Каде? А Во денес? музеј. Стварно? Ке те однесам да видиш во музеј. Браво. А веќе денес имаат измислено и количка за малите бебиња. Ова го гледаме секојдневно. Секојдневно, тоа ни е познато. А да видиме што е следна. Еве ги чешмите, како порано полнеле вода, немале сите достапност вода во нивните домови, морало да одат и по неколку метри далеко, за да наполнат вода. Имале и специјални бардачиња, што се вели. А сега да видиме денес. Што имаме денес? Ова сите го имаме дома во нашите куќи, Да, во имаме нашите... чешме во ова. Така, значи хигиената ни е полесно достапна. Значи, многу на луѓето што живееле ми во минатото им било многу потешко, затоа ние треба да го цениме ова што го имаме денеска со сите работи со кои што ни е улеснат животот. За вода требало секој ден да до чешмата и да ги наполнат бардачињата. Секако. Омага, колку е тоа тешко. Замислете. Премногу тешко. Што е следно? Еве како подготвувале храна. Ручек. Како готвеле, како се прехранувале, морале да запалат оган, да видим биде, за да може да го сготват јадењето. Додека денес тоа ни е многу полесно достапно. Имаме електрични шпорети со кои што можеме да си готвиме, можеме да си приготвиме храна, можеме да си приготвиме и сладки, и десерти, и се. Ова се вика котле. Токму така, котле. И ова го имам видено Многу во си музеј. паметна. Браво. Бум. Одиме следно. Следно? Вака переле? Да. Така Ке переле. вратиме малку. Еве ги. Стоп, тука само ставам. Стопирана. Еве како переле порано во минатото. Тие Ова переле знам, сум бил тука. Ова е на Охрид. Охридско езеро. Да, сум бил на одмор. Точно. А како пера денес нашите Па мајки? во машина за пирање. Точно Јас само ги имаме. фрлам лиштата дома и мајка ми ги перем. Дали е тоа во ред, дали тоа е паметно? Па не знам дали е во ред.
Кај ти треба да научиш да пераш да и помогаш на мајка ти. Барем да научиш да пушташ машината за Така. перење. Да. Не е толку тешко, може да научиш. Ќе научам. Да. Ќе ги Нели научам. треба да се помага на нашите родители во домот? Секогаш треба да се Така? помага. Дали на треба да нашите се родители. делат обврските во домот? Да. Треба, да. Секако, браво. Треба. Се надевам Јас од следниот грешам, час. Се извинувам. Ете така, одиме со следното. Тоа затоа што си добар другар, ќе ти простим овој пат. Фала, Лина. Чекај другата. Стоп. Еве како се обработувале земјата. Како се обработува земјата? Како се обработувала порано? Дали знаете што се тие на првата слика? Не се... Со бикови, Волови? волови. Браво. А дали знаете што е тоа на втората слика? Колку им е олесната работата? Тоа е Не трактор. ги мачат Трактор. сега животните. Многу полесно и многу побрзо. Може да ја сработат земјата. Колку интересно. Следната. Еве како жнееле. Како се обработувале нивите. Вау. Така. Значи, го додека порано требало да се ангажираат многу повеќе луѓе, денес тоа се прави со машините. И јас имам слушала дека сите оние кои што жнееле по полињата, Така. имале мали дечиња и малите бебенца ги односеле со нив. Морале И бидејќи доспиеле, немало кој да ги чува. Да. Добро. Еве како изгледа една модерна трпезарија од времето и како изгледа наша модерна трпезарија. Еве ги столчињата, како тие се менувале со текот. Еве ги ова трепезаријата. Така. Како порано седеле на мали масечки на триножни столчиња. Како е денес? Дали е сменето? Кој ви се Сменето е, допаѓа да. повеќе? Која е трпезарија? Па ми се допаѓаат и двете мене, искрено. И двете? И двете ми се допаѓаат. Да, има и мене јас би сакала да седам на такви триножни столчиња мало масички. Јас би сакал некогаш да почувствувам како е да сум во минатото, да патувам низ времето. Тоа може Замислете, да одам таму и да седам на тие триножни столчиња, да јадам пита што е печена од некоја баба Та, и 3 дена сукана, Да. онака. и да жнеам со тие луѓе таму. Да. Омага колку е тоа добро, јас морам да патувам низ времето. Ќе измислам некоја машина, сигурно. токму така. Еве ги столчињата. Дали видовте некаква промена ке столчињата? Да, ете порано колку им било тешко на луѓето да седат. Имало само три ногарки, три точно, ногарки на точно. столчињата. А дали ги Немало препознавте се- денешниве столчиња да наши? се Дава за подпрат компјутер го имам назад. дома. А, користам браво, многу. одлично. А Одлично. денеска Одиме- имаме и да се подпреме назад и да подпреме раце. Така, значи они буквално седеле вака. Да. Е вака. Го немале ова за да се подпрат. Ајде. Морам да признам дека им било малку потешко. на Потешко во нашите секој емисии. случај. Нама е кул, јас мислам. Да. Ајде уште едното. Ајде. Ке се смени. Опа. Еве ги. Ева е лесно, ова е Шишињата? инструмент. Ова Не. се свири, ова е. Не, погрешно. Ова како се вика бардач стомна? Да, Стомна. тоа што го видовме претходно, со кој што вода да полнеле вода. што полнеле вода, точно, токму така, но денес има замена бардачето, ова има шишиња, има бокали, има термос. Гледате колку убави во шише за на училиште што се носите за пиење вода. Веројатно не носите бардаче, не Па доаѓате со јас би бардаче. сакала да одам со бардаче на школа, па баш е убава, Да, забавна. и јас би сакала. Па и видите, и бардачето е направено од природен материјал, од Природен. некаква земја и глина, а Така. денеска користиме секакви пластики за вода и ги носиме во Токму училиштето, така? Токму така. Така е. Да видиме Лина, што многу е си следно. паметна ти. Мислам, знаев, ама не дека А се дали знаете знаеш, може тоа да не погодите знаеш. што е ова? Ова е за Ам, за правење кафе машина, За мелење кафе. за мелење кафе, Токму така а не, мелница за кафе. или за црн бибер. Не, За кафе? За кафе. Ајде пушти сега друго да видиме. Како изгледа модерната мелница за кафе? Не знам, јас не пијам кафе. Да, ама вашите мајки. Да, Родителите ова пијат. го имам видено, да. Така, одиме со следната. Добро, ова го имам видено. Баба ми пие вакво кафе. Ова е турско кафе, така? Турско кафе, да. А ова се вика гезве. Гезве, што се користело во минатото. А еве какво? Гезве имаме денес, тоа е електрично гезве. Добро. Дали може да погодите зашто служи ова тука што Ова имаме? е
За скокање, федерон и вака. Да, и ова е за дајра за свирење, за трупање. Не. Па не знам што е ова е. Не знам ова е за не знам учител. Пуштате и другата слика, може нешто ќе ви се појасни? Значи, во минатото, кога сакале да подготват торта или благо или нешто за да изматат, морале да користат рачен миксер, се вели тој. Значи, им требало многу време, додека за денес за 5-10 минути, ако можеме да имаме готово спремен пандишпан за торта, на нив им требало многу повеќе време. А ова што е садот внатре? Сад некаков? Садот во кој што мателе. Аха. Добро. Да, колку е тешко ова. Да. Дали знаеме што е ова? Па ако можеме, ако кој ќе видиме втората слика, веќе знаеме што е првата слика. Така, точно. Во минатото немале вакви модерни лустери какви што имаме денес и затоа ги користеле фенерчињата. Значи, Натре си има свеќичка, така? Ете и јас да кажам нешто. Не само Лина. Ти знаеш многу јас знам работи понешто. Лука. има промени во модата, исто. Да. Порано ако било тоа традиционална облека или свечена облека, каква облека користиме денес гледаме? Тапаните исто така се смениле, станале малку помодерни. Па да, ма овие тапани се уште се користат Се во користат. Дедо мен да за свири. изворна музика. Така, Дедо мен да свири ваков тапан. Да, во традицијата Барабан. наша го користат се уште точно. Кавалче. Да, и саксофон. Ова како се Тамбура вика? и гитара. Јас имам ваква гитара. Така. Да? Да. Опа, завршивме толку? Завршивме. А сега вака, дали ви беше интересно овој час денес? Да, Така. многу. Дали може да се договориме за дома? Да проверите во вашиот дом дали постојат некои вакви стари предмети, да прашате дали вашите родители, баби, дедовци, зашто служеле тие, да го дознаете нивното име и да ја дознаете нивната намена и со што се заменети тие денес. Да, договорено, учителке. Договорено. Ви благодариме за вашиот многу интересен час денеска. Ние правиме една пауза и се враќаме со следен час.